Божи благослов, почитувани слушатели. Кој е човечкиот проблем? Библијата вели дека сите ние сме во иста состојба, одвоени од Господ. Зашто сите сгрешивме и ја изгубивме Божјата слава. Бог не го сака нашиот грешен живот. Тоа го пишува апостол Павле во Римјаните 3 глава 23 стих. А во 6 глава 23 стих вели: платата што ја дава гревот е смрт. Тоа е голем проблем и затоа бара големо решение. Господ кога не создаде, тој не создаде за да живееме во заедништво со Него, да бидеме блиски, приврзани за Него. Но гревот што го наследивме од нашите прародители Адам и Ева ни направи голема штета и сега човекот е одвоен од него. Тоа подразбира дека истите грешки што ги направија Адам и Ева и ние ги направивме и затоа сите сме виновни пред Бог. Гревот го засенува животот и го прави човекот да биде отуѓен од Бог. Ние сме тугинци и не сме во состојба да комуницираме со Бог кога сме со грев во нашиот живот. Сите ние го прекршивме Божиот морален закон и со тоа му нанесовме штета на Бог, а си нанесовме штета и на себе. Бидејќи неговиот закон е свет, а човекот е грешен. Библијата во Римјаните 1 глава 29 до 32 стих го опишува грешниот човек каков е и вели: тие се исполнети со секаков вид неправда, расипаност, алчност, зло, полни со завист, убиства, расправии, лукавства, подмолност, озборувачи, клеветници, мразители на Бог, насилници, горди, самофалци, измислувачи на зла, непокорни на родителите, неразумни, неповерливи, без љубов и без милосрдие. И потоа апостолот вели: тие ја знаат Божјата правда, дека оние кои прават така заслужуваат смрт. Па сепак, не само што го прават тоа, туку им одобруваат и на другите кои прават. Мнозина се обидувале да ја минат таа провалија на разни начини, со надеж дека ќе дојдат при Бог, да се решат од гревовите. Меѓутоа, за жал, не успеале со своји сили. Не успеале затоа што тоа го правеле со сопствени сили и напор. Но сепак, постои начин. Тоа е Исус Христос. Библијата нагласува и вели: тоа што ние не бевме во состојба да направиме, Бог го направи за нас со тоа што го испрати својот единороден син Исус Христос да биде жртва и да умре за целиот свет. Со тоа дело Бог му отвори пат на секој човек да се спаси преку вера во Него. Во Римјаните 5 глава 8 стих Павле вели: Бог ја докажа неговата љубов кон нас со тоа што Христос умре за нас уште додека бевме грешници. А во Евангелието според Јован, 14 глава 6 стих е запишано: Исус му рече: Јас сум патот, вистината и животот. Никој не доаѓа при татко ми освен преку мене. И сега се поставува прашање: што треба да направам за да се спасам? Јас, ти, не можеме ништо да направиме. Апсолутно ништо. Мене ми треба помошник за да поминам од другата страна на реката. Затоа ми треба мост или премин за да дојдам до Бог. Постојат неколку чекори за да се дојде до Бог. Прво, покаяние. Библијата е јасна. Затоа, покајте се и обратете се,
за да ви бидат избришани гревовите, за да дојдат од лицето на Господ времења на освежување и да го испрати предскажениот за вас Исус Христос. Тоа е запишано во Дела на апостолите, 3 глава, 19 и 20 стих. Второ, потребно е вера. Апостол Јован вели: а на сите кои го примија, им даде власт да станат Божји деца, на оние кои веруваат во Неговото име, кои не се родија ни од крв, ни од телесна поход, ни од волја на маж, туку од Бог. Евангелие според Јован, 1 глава, 12 и 13 стих. Ако не го прифатам Исус за она што тој го направи за мене, ќе отидам во вечна мака, во пеколот. А доколку го прифатам со вера Неговото дело извршено на Голгота, ќе се спасам и ќе живеам вечно со Него. Местото што е загарантирано е Неговото вечно царство. Затоа, пријателе, имаш голема причина да веруваш во Исус. Што да направам? Признај дека си грешен. И согледај се во светлина на Библијата, дека имаш потреба од Спасител, од Господ Исус Христос. Тој е Спасителот на твојата душа. И со Божја помош ќе можеш да го избегнеш гревот и да се очистиш како никогаш да не си грешел. Верувај дека Исус умре на крстот за тебе. Еден пример како да се помолиш. Господе Исусе, навистина сум грешен и ми треба Твоето опростување. Верувам дека Ти умре за мене и за сите луѓе на оваа земја. Ја плати казната за нашите, за моите гревови и воскресна од мртвите за наше оправдание. Затоа јас се одвраќам и каам заради сите мои гревови и те молам, влези во мојот живот преку Светиот Дух како Господ и Спасител на мојата душа. Амин. Господ нека ве благослови, почитувани слушатели. Амин.